Јас сум професор Тихомир Стојановски, предавам сценски говор на Факултетот за драмски уметности и уметнички директор сум на Театарот Скрабиутека, со кој оваа година славиме 30 години. Сакам да го кажам својот став во однос на она што и се случува на Македонија, на македонците, на светата македонска земја, со овој референдум со кој не изнасилуваат надвор од сите европски принципи, надвор од сите принципи на Обединетите нации, да се само укинеме, да се само понижиме. Бидејќи правата на македонците кои се во Европска Унија, во Република Бугарија, во Пиринска Македонија, не се остваруваат. Таму се забранува регистрација на партијата Омо Илинден Пирин и на Сдружение на граѓани, замислете, Сдружение на граѓани репресирани за време, кои биле по затворите за време на комунизмот. Во Егејска Македонија, во Република Грција, вие знаете каков проблем има со партијата на Виножито, каков проблем имаше да се регистрира Дом на македонска култура во Лерин, дека таму не се игра, не се дозволува играње на македонски јазик, не се признава јазикот, кога тие бараат да им се признае мајчиниот јазик, тие викаат нема таков јазик. Од другата страна ги имаме албанците во Македонија кои имаат човекови права и ние потпишуваме понижувачки договори, преспански, пржински, рамковен, охридски, а правата на македонците во Албанија и во Косово се на нула. Не може правото да важи само во Македонија. Европското право треба да важи насекаде. Правата на македонците во Албанија треба да бидат соодветни, еднакви на правата на албанците во Македонија. Тие бараат двојазичност. Во Министерството за култура ставиат двојазичност, а вршат цензура врз Театарот Скрбиутеха. Сум бил на терен и ги познавам работите. Ова геноцидно однесување последниве 100 и нешто години, 118 години, 120, се врши геноцид. Голем број македонци биле по затвори избркани во Бугарија, во Грција, во Албанија, во етничката територија на Македонија. Во тој контекст го молам Бога да му го отвори умот на нашите водачи, да не се продаваат за 30 сребреници, да не тераат да се само укинеме. Македонија е земја која ја запишал самиот Бог во Светото писмо. Не заборавајте, покрај израелците, евреите, ќе изберам народ, вели Господ во Дела 15:14, кој ќе го прослави моето име, и потоа ги избира македонците. Сличната судбина што имаат евреите, ја изгубија земјата, па се борат сега со оружје назад, се случува и во Македонија. Ние ја знаеме песната проклета и триклета да бидеш ти Европо, блуднице вавилонска. На вистина, ако тие сакаат да не примат во некакви таму организации, масонски, сатански, зошто не ги примат македонците? Во Библијата има еден стих во Откровение 16:16 и ги собра сите на местото по еврејски наречено Армакедон. Токму тоа се случува. Армакедон се разградува поимот човек, поимот душа, поимот македонец. Македонец е човек кој го повикува Бог, како што израелец и евреин е човек кој има завет со Бог. Во кој контекст го молам Бога да му го отвори умот на нашите, им ги отвори умот на нашите водачи, да не продаваат како тегли ајвар, да не му се поклонуваат на сатаната, да облекуваат фармерки, да не продаваат во вавилонски референдуми, да не водат слепи водачи да паднеме во јама, да се покајат. Не е лесно да си македонски водач, но ако си сребролюбец и молчиш за тоа и не се бориш, или си ја продаваш државата за да си делите по 1 евро со цуцето, тоа не е од Бог. Македонија има свое име. Македонците имаат договор со Бог, запишани се во Светото писмо во Божиот катастер. Ние имаме име, ние сме папок на светот затоа што така сакал Бог. И нема да не промените изнасилување надвор од нас сатано во името на Исус. Македонија му припаѓа на Исус Христос. Сите права што ги остваруваат луѓето кои живеат во Македонија треба да бидат соодветни на правата на македонците во Косово, во Албанија, во Грција и во Бугарија. Какво лицемерие! Народите што ги убиваа македонците, што ги затвораа, крвта ја носат на своите раце, денес тврдат дека македонците не суштествуваат. Тоа е сатански круг на омразата. Кого го лажете? Кого го лажете? Зарем Господ ќе го лажете дека македонците не постојат? Бог ни дал име. Кој сака да ни го избрише? Во името на Исус,
надвор од нас, Сатано, надвор од Македонија и македонската земја. Референдумот е блудно вавилонски и не е добар. Тоа е изнасилување на македонскиот народ. Срам да ти е Господ да те укори, македонски политичару, слеп водачу, кукурајко, ти што облекуваш фармерки се поклонуваш на сатаната, ти што сакаш да не продадеш како тегли ајвар, не за сатаната и за смртта, да за Исус и за Македонија, македонци, македонскиот народ. Амин. Бойкот на референдум. Каков референдум? Нема јас да се сомневам кој сум и што сум, јас сум македонец. Треба да се направи референдум во Пиринска, во Егејска, во Албанска Македонија да им се дадат човековите права на македонците, па тогаш да ги отвориме границите и да живееме како пријатели. Остануваме македонци. Не гласај на вавилонскиот, на сатанскиот референдум. Исус да те укори, сребролюбецу, не сме тегли ајвар за ти да не продаваш, трговец поединец. Исус да те спречи. Остануваме македонци. Амин.